Секторот за урбанизам издал 570 решенија за легализација на дивоградби, или досега општинските урбанисти завршиле 6% од поднесените 9306 барања за легализација на дивоизградени објекти. Надлежните истакнуваат дека интензивно работат на решавање на сите поднесени предмети. Некомплетната документација е главниот кочничар во процесот. Според Стојан Динев, раководител на секторот за урбанизам, досега се доставени само 2800 елаборати. Од нив 40 се одбиени зашто не ги исполнувале критериумите за легализација. Ваква ситуација има во скоро сите општини од Македонија. Со тоа, постапката која е во својата втора фаза од реализацијата и предвидува утврдување на фактичката состојба и подразбира теренска работа, се соочува со потешкотии. Надлежните апелираат граѓаните кои поднеле барања да ја комплетираат документацијата за да може да се интензивира постапката. Досегашното искуство покажува дека главен проблем за дивоградбите се имотно-правните односи. Односно граѓаните кога ги купувале парцелите не ги префрлиле на нивно име, па така имотот со генерации се води на тие од кои е купен. Легализацијата на бесправно изградените објекти започна со реализација на 4 март минатата година, а процесот на аплицирање на заинтересираните лица траеше до 3 септември. Легализацијата на дивите објекти треба да заврши за 6 години.